25-тиот ден од месец декември, четврток 2025 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Советот на општина Кавадарци утре ќе одржи четвртата редовна седница. Пред советниците ќе се најде предлог буџетот за наредната година, програми за работа на локалната самоуправа во 2026 година и бројни одлуки. Почетокот на седницата е закажан за во 10 часот. Ке можете во живо да ја следите на програмата на КТВ. Денес во Кавадарци беше реализирана уште една крводарителска акција, дарувани 50 крвни единици. Денес во Кавадарци, во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, се организира последна акција крводарителска во оваа календарска 2025 година во организација на Црвен крст, Сдруженијата Винотек и Жта и Институтот за трансфузиона медицина. Одзивот е навистина голем. Минатата година во ова време имавме реализирано околу 40 крвни единици, се надеваме дека ќе ја достигнеме оваа бројка и дека ќе ја надминеме. Ние како Црвен крст Кавадарци организиравме едно мало изненадување за крводарителите и за членовите од Институтот за трансфузиона медицина, како и за нашите вработени волонтери. Го поканивме и на наше задоволство дојде Дедо Мраз, лично да ги поздрави сите крводарители, да им подели скромни подаръци на сите кои што даруваат крв и на членовите од Институтот за трансфузиона медицина и да им посака добро здравје и среќни новогодишни и божични празници. Кон оваа честитка и ние како Црвен крст Кавадарци се приклучуваме, значи ги поздравуваме сите крводарители, им посакуваме се најдобро во новата 2026 година, пред се добро здравје нивно и на нивните семејства и добар семеен буџет. И оваа година ја завршуваме со традиционалната крводарителска акција во организација на Сдруженијето Винотек и Сдруженијето Жта македонски ракијари. Помина во традиција, минатата година имаше добар одзив, исто и оваа година се надеваме на успешна акција. Веќе досега има над 20 крводарители и мораме да кажеме дека ова е еден хуман чин. Нашите граѓани се хумани, бидејќи крвта е единствено нешто што не може да се произведе, не може да се купи, не може да се продаде, меѓутоа може да се дарва, бидејќи никогаш не знаеме кому и кога ќе ни затреба. Така да сакаме да апелираме до нашата помлада популација да масовно се вклучат во овие крводарителски акции, да даруваат крв, бидејќи даруваната крв значи спасен живот. И да не забораваме дека државата на некој начин тоа го цени и ги почитува крводарителите со тоа што имаат соодветни бенефиции после да се дарување на крв, се ослободени од сите партиципации, лекарски прегледи, анализи, интервенции, болнички лекувања, банјски лекувања. Така да верувам дека мотивот на ниеден крводарител не се тие бенефити, тоа е хуманост, меѓутоа сепак тоа е еден начин да државата се одлужи ги испочитува дарителите на крв. Така да се надевам ова година исто на успешна акција. Сакаме среќни и успешни божични новогодишни празници и успешна 2026 година. Библиотеката Феткин Кавадарци, представувана од директорот Петар Гурев и Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип, представувана од деканот професор доктор Трајче Стојанов, подпишаа меморандум за соработка и техничка соработка во рамките на експертизата на двете институции. На работниот состанок беа договорени насоките во кои ќе се развива соработката, како и рамката на заедничка активност планирана за 2026 година со цел унапредување на образовните, научните и културните процеси, информираат од Феткин. Пронајдени се над 25 тони пиротехнички средства. Лишени од слобода се 2 лица, информираа денеска од МВР. Вчера во 8 часот и 35 минути на наплатна станица градско полициски службеници од ОВР Кавадарци во содејство со единицата за недозволена трговија со оружје, опасни материи и радиоактивен материјал при одделот за криминалистичка полиција ги лишија од слобода НР 41 година и ИР
41 година, двајцата од Скопје. При контрола во товарно возило Peugeot Boxer со струшки регистарски ознаки, кој го управувал НР, а сопатник бил ИР, полициски службеник од полициска станица Бит Пазар била пронајдена и одземена поголема количина пиротехнички средства за кои не поседувале никаква документација, за кои изјавиле дека припаѓаат на правно лице од Скопје. Подоцна, при превземање на дополнителни мерки и активности пред магазинот на правното лице, пронајдено е уште едно товарно возило натоварено со пиротехнички средства, кое било оставено и напуштено. Додека пак денеска со судска наредба извршен е претрез во магазините на правното лице, при што се пронајдени и одземени над 25 тони пиротехнички средства. Единицата за недозволена трговија со оружје, опасни материи и радиоактивен материјал во координација со ОВР Кавадарци ќе ги превземат сите мерки и активности за утврдување на сите инволвирани лица и по комплетирање на документацијата ќе биде поднесена соодветна пријава по член 396 став 7 од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. Премиерот Христијан Мицкоски денеска од собраниската говорница порача дека куповната моќ со сегашната минимална плата во Македонија е повисока од сите земји во соседството, освен Грција. Според него минималната плата треба да се зголеми, но тоа треба да биде резултат од разговорите и диалогот меѓу работниците и работодавачите. Председателот на СДСМ Венко Филипче на денешната седница за пратенички прашања во собранието го праша премиерот Христијан Мицкоски дали кога зборувал за талок на општеството мислел на граѓаните. Филипче исто така рече дека секојдневните поплаки, прашања и проблеми биле реални гласови на граѓаните кои живеат тешко и кои заслужуваат почит, а не навреди. Имам прашање до премиерот Мицкоски. Премиере, ке кажете вчера, завчера во една прилика, тие што критикуваат владата се талог на општеството. Дозволете да ги изнесам констатациите на граѓаните кои што ги нарекувате дека се талог на општеството, поради тоа што поплаките, прашањата и се останато доаѓа од нив, не директно од нас. Знам дека сакате да зборите и за убави работи. Веројатно тоа се случува за мала група на луѓе околу власта, меѓутоа не за целата држава и за сите граѓани. Мислев да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки, како времето на Третиот рајх резолуција. Само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Како Ванчо Михајлов да пишувал, ако пишувал овој документ кој што мнозинството на власта го изгласа тука во парламентот. Сега да прашам нешто и за реформите, нема и за тоа да прашам во правосудството, затоа што гледаме што се случува. Нема ни еден реформски закон. Европа знае дека вие повеќе не сте партнери, знае дека не ја кажувате вистината кога зборувате со европските функционери. Само 2 закони сега, на брзина во постапка, и тоа без апсолутно да се имплементираат препораките од оценската мисија, односно некоја ваша, која што на власта одговара модификација на тие препораки кои што треба да бидат реформски закони. Нема прашам ни за Алта банка, јасни се релациите со Србија, јасни се релациите со вашата сестринска партија, со СНС, ама со Вучич кога да сте браќа во последно време. Така се однесувате, таков пиар имате. Да не откриевме ние аферата со банката, која што, внимавајте, се обидала да влезе и да вложи капитал во Европска унија и рекле не може поради тоа што капиталот е сомнителен. А вие тука и отворивте ширум врати. Ваш поранешен член на извршниот одбор требаше да биде во бордот на директори. Дали Венко, кој има златна виза за Дубај, е партнер на Заев во градењето на 40-катницата во Дубај, праша на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Денес откриваме нови факти за бизнисите на Зоран Заев и Венко Филипче во Дубај.
По сведоштвото од страна на Томе Аврамски, поранешен соработник на Зоран Заев, дека во Дубај Заев гради 42 катница, а дополнително со Филипче имаат станови во друг објект, од СДС молкна темата и крици на беспомошност. ВМРО ДПМН веќе долго време говореше дека во јавноста Заев и Филипче имаат златни визи за Дубај, а за истите и самите потврдија, но не кажаа на кој начин ги добиле. По се изгледа, стекнувањето на златна виза е поради влог во недвижности. Иако Филипче призна дека златната виза е последица на работен ангажман во некаква си болница во Дубај и вети дека тоа ќе го докаже, јавноста не виде никакви документи. Јавно го прашуваме Венко Филипче, каква е неговата улога во изградбата на 40 катницата на Заев, за која сите слушнавме сведоштво? Дали златната виза на Венко во Дубај е резултат на тоа што Венко Филипче е бизнис партнер на Заев во градење на згради? И откаде му пари на Венко за да си дозволи толку голем влог со оглед на тоа дека тој сами откажува дека има досега работено како доктор и како пратеник? Дополнително, Филипче треба да одговори на чие име се води станот за кој Томе Аврамски вели дека е во негова сопственост. Почитувани граѓани, додека Венко и Заев продаваат грижа, морал и достоинство во државата, од друга страна гледаме како се расфрлаат со милиони за изградба на 40 катница и тоа не било каде, туку во Дубај. Го повикуваме јавното обвинителство да го истражи случајот. Од СДСМ писмено одговорија на прашањето од ВМРО ДПМН дали Зоран Заев гради зграда во Дубај. ВМРО Ванчовистичка не може или можеби не сака да свати дека Зоран Заев не е политички активен веќе 5 со букви нагласуваме 5 години. Ако треба да дојдеме и да им го нацртаме тоа, тука сме. Стои меѓу другото во денешното соопштение како одговор на прашањето од ВМРО ДПМН од опозиционата СДСМ. Во соопштението понатаму се додава: затоа не разбираме или премногу добро разбираме дефокус, зошто упорно и се обраќаат на СДСМ со прашања за слободен граѓанин на Македонија Зоран Заев. За неколку дена влегуваме во 2026 година. Ако над зидот се уште ви стои стар календар од 2016 година, време е да го смените. Еве наскоро ќе биде 15 јануари, ќе поминат точно 10 години откако вашиот тогашен, а и сегашен председател Никола Груевски не е премиер. Единствено што можете да не прашате е колку документи за вашите криминални дејствија има антикорупцијскиот тим и на колку години затвор се однесуваат тие документи. Вам останува само да одговарате и тоа пред судот и пред народот, стои на крајот во соопштението од СДСМ. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утрото ќе биде облачно, во крајните југозападни делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд и снег. Во текот на денот времето ќе биде променливо, облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура од 2 до 8 степени. Следува период на стабилно и студено време. Од утринските температури кои насекаде ќе бидат негативни. Во деновите од викендот ќе дува засилен до силен северен ветер, локално над 60 км на час. Ова беа темите и настаните со кои го заокруживме денешниот ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот.